Плашејки се дека ќе останат и без добиток и без пари, сточарите од Облешево си ги колат свињите. Стравот дека африканската чума ќе им ја проголта храната, кај одгледувачите на свињи, посебно кај оние помалите, е се поголем. Сите се загрижени. Не знам што е работа. Важно сите ги ништат. Мислам, колат си ги. Бојат се да ги земат. Што побрзо да ги заколат, да може да се прехранат зимуска. Последиците од африканската чума допрва на свој грб ќе ги почувствува скромниот граѓанин. По ова цената нагло ќе скокне, па ретко кое семејство ќе може да си дозволи да купи свинско месо, коментираат земјоделците. Нормално месо да ќе поскапе. Ако селаницо не чува месо, не може да си купе. Цената е уште ќе биде висока, а знаеме дека се ќе биде од увоз и тоа и нема да знаеме што консумираме. Последен пат африканска чума кај свиња е потврдено минатата недела во Облешево. Сепак ова не значи дека состојбата е надмината, посочуваат експертите. Црвенило по кожата, температура или отоци на зглобовите се симптомите кои треба да го вклучат алармот кај сточарите и веднаш да пријават кај ветеринарните инспектори. Не смееме да дозволиме вирусот да влезе во големите одгледувалишта, каде што има голема агломерација на животни на одреден ограничен затворен простор, и овде вирусот може многу брзо да се шири. Од крајот на јули до сега потврдени се 6 жаришта и се уништени над 600 свињи, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Жителите на Облешево стравуваат дека болеста кај нив се рашири откако каменичанец нелегално пренел домашни свињи, заразени со африканска чума во Кочани. Истиот заработи и кривична пријава.